тоа не само кај припадниците на организацијата, туку и во рамките на антифашистичкото движење. И затоа на овој ден Македонија им оддава почит и на нив, на борците на антифашистичкото движење, како продолжувачи на делото на македонските револуционери, како борци за истата идеја и за истата кауза. Наша обврска и должност е на сите кои се жртвуваа за овие идеали, да им искажеме благодарност и да им посакаме вечна слава. Тоа е пораката што како председател на владата на Република Македонија сакам да ја пренесам од оваа прослава. Тоа е пораката на верност, посветеност и целосна приврзаност кон идеалите од кои се раководеа борците за Македонија, но и од идеалите од кои денеска се раководи Република Македонија. Почитувани дами и господа, денови ве слушам дискусии, негирања, реплики, критики од страна на мал круг на политичари кои за жал се свртени кон себе, а не кон државата. Сакам да им порачам и на оние негатори дека денес Македонија не слави за ВМРО ДПМН, ниту за СДСМ, ниту за било која политичка партија. Денес во Македонија се слави денот за кој пред 20 или 30 години се одеше во затвор ако некој поединец гласно кажеше дека го слави тој ден. Денес во Република Македонија ги славиме нашите заеднички херои и нивните дела. Денес се слави за оние кои ни ја дадоа слободата на оваа земја, со тоа што за неа ги дадоа своите животи. Овој ден не смее да биде ден на поделби. Ова треба да биде денот на обединување на македонската левица и македонската десница. Ова треба да биде денот на помирување на сите политички сили во општеството. Помирување заради Македонија, за нејзината иднина, за нејзините перспективи, за нашите идеи, за нашите деца. Со прогласувањето на 23 октомври за државен празник, за прв пат во нашата историја, оддаваме целосно и адекватно признание на една херојска епоха и генерација на македонски патриоти. На тој начин покажуваме дека ја почитуваме нашата историја, континуитет и слободарски дух. Покажуваме дека го почитуваме столбот на кој е заснована суверена и демократска Република Македонија. На овој начин покажуваме дека Република Македонија знае да препознае што во низината историја е големо и славно дело и дека знае да остане верна на традицијата на искрените македонски патриоти, без разлика на нивната етничка припадност и без разлика на фактот кога и против кого ја бранеа честа и достоинството на Македонија. Со прогласувањето на денешниот државен празник ја браниме и негуваме честа и достоинството на Република Македонија и нејзиното место и успех во иднина. Ги браниме идеалите на нашите предци. Почитувани, основата на делувањето на борците на историското ВМРО била вистината и искреноста. Основата бил зборот. Идеите на исконското ВМРО денеска се присутни и се реализираат во современата македонска држава, адаптирани на актуелната европска и светска констелација и глобализација. Овие идеи, кои се согласно европските принципи, неповратно го трасираа патот на нашата држава кон современите заедници на слободни и демократски држави. Сега се наоѓаме пред нов предизвик. Македонија мора да се сврти кон брзо менување на економската реалност. А во постигнувањето на новите успеси мораме да земеме духовна сила и морален поттик од борците за Македонија, нивниот идеализам, нивната пожртвованост, нивната сила. Ние во владата сакаме да ја вратиме довербата на македонските граѓани во сопствената држава. Сакаме да ја вратиме довербата на граѓаните во сопствената историја, во сопственото минато, да ја засилиме вербата во духот на нашите предци. Работите во Македонија се придвижуваат. Тоа го гледаат сите. Во Македонија конечно се работи.
Македонија добива признанија за напредокот од светски институции, четврто место во светот по економски реформи, економско закрепнување на македонската држава започна и ние посветено работиме на тоа. Престои многу важен период пред нас. Период кој дефинитивно ќе ја исцрта нашата модерна историја, добивањето на поканата за зачленување во НАТО и започнување на преговорите со Европската Унија наредната година. Ние посветено работиме на ова и денес, на овој ден, ветувам дека нема да ве разочараме. Ќе продолжиме заеднички да ја градиме Македонија, како што тоа го сакале нашите предци, во соживот, во толеранција и разбирање. Ќе ја водиме напред кон големото европско семејство, каде што ни е местото, каде што нашите предци од секогаш не гледале. Почитувани дами и господа, денес ви раскажав за една историја. Заврши ли таа? Се чини не. Актерите не смеат да ви ја кријат заднината. Актерите се комитаджиите, а заднината на сцената е Македонија. А без оваа заднина на сцената, во овој театар, немаше да има ни актери. Затоа да ја чуваме и негуваме. И затоа, нека ни е честит празникот, нека е вечен и вековит, денот на македонската револуционерна борба. Ви благодарам. Да живее Република Македонија. Почитувани гледачи, тоа беше председателот на владата на Република Македонија, господин Никола Груевски, и неговото обраќање по повод денешниот празник, денот на македонската револуционерна борба. Во продолжение, според програмата на оваа свечена академија, следува културно-уметничка програма во изведба на Македонската филхармонија.